По една недела пауза продолжуваме со утринскиот подкаст на Радио Лидер. Ова пауза се случи затоа што јас бев во самоизолација, односно во карантин поради близок контакт со лидерот на ВМРО ДПМН кој минатиот петок беше во ова студио, а веднаш следниот ден беше тестиран позитивен за COVID-19. Нормално тоа ме стави во изолација затоа што бевме во студио, иако на дистанца. Сепак мојот тест беше негативен, па еве се враќаме назад. Во моментов господинот Мицковски, колку што знаме, на клиниката за инфективни болести, се надеваме дека е добро и дека побрзо ќе закрепне од овој вирус. Ово утро мој гостин е друг кадар на ВМРО ДПМН, Владимир Ѓорчев, член на извршниот комитет и човек задолжен за оние меѓународни односи на ВМРО ДПМН. Добро утро, Владимир, драго ми е што еве после подолго време правиме интервју. Добро утро, поздрав до вас, поздрав до вашите гледачи. Мило ми е што сум тука во Радио Лидер. Убава атмосфера, убава лого. Повтор пат. Да. И се надевам ќе имаме добар разговор. Владко, ти имаше поголемо семејство, сега не си веќе пратеник. Како е политиката надвор од собранието во овој момент? И на што си посветен, затоа што ние те паметиме како еден од најактивните пратеници во собранието на Македонија, сега си надвор од собранието и каков ти е политичкиот и личниот живот? Да. Која е разликата предходно и сега? Па, знаете како велат, политиката никогаш не запире во Америка, тој цитат е "The politics never stops". Значи човекот е зоон политикон, уште од антички времиња, и човек го перцепира, го впива светот околу себе, така што да, следам, да, ангажиран сум, еве, тука го давам овој интервју. Секако собранието е центар на политичките збеднувања или еден од центрите на политички збеднувања во Македонија, но како што вели Гоце Делчев, Македонија е доволно широко поле за работа да човек може да се ангажира и посвети секаде. Како ги следиш последните политички збеднувања, особено делов на тоа дека на некој начин Зоран Заев испрати понуда до опозицијата за заедничка влада, но вели доколку тоа не биде Мицковски. Овака, прво мислам дека доминантното чувство во Македонија е огромна разочараност. Значи јас ваква рамнодушност, разочараност од власта, но исто така и индиферентност неам видено 30 години наназад. Мислам дека е тоа прилично проблематично. Значи, кај гласачите на опозицијата, кои оние кои што се блиски до ВМРО ДПМН, има големо силно несогласување со владените политики, а од друга страна кај луѓето што гласале за СДСМ велат па ние не гласавме за ова. И тука некаде во овие параметри, во овие рамки, ја гледам и понудата на Зоран Заев за учество на ВМРО ДПМН во власта. Тој сака да постигне неколку работи. Прво сака да сподели одговорноста, затоа што гледа дека не му оди. Второ, сака да го зголеми парламентарното мнозинство, затоа што со 62 пратеници многу тешко функционира собранието. Јас сум бил во тоа собрание и ние сме имале изборни победи и парламентарно мнозинство кое што имало 81-82 пратеници. Значи само во ВМРО ДПМН имаше 62 пратеника. Дуи имаше некаде околу 20-на. Тука имаше 1-2 независни кои што повеќе или помалку беа со нас и со тие 82 пратеници имало денови, недели кога било тешко да се собере 61 пратеник да гласа, да се направи кворумот. Ова што сега го има СДСМ е навистина тешко за владење, но самите се виновни. Значи Зоран Заев смислено влезе во оваа варијанта да направи влада по секоја цена, на сметка на еден куп работи, на сметка на неефикасност,
а тој се однесува како еден Не, многу е чудно. авторитарен човек. Од една прилично. страна имавме ситуација минатата недела во која Заев самиот побара да му се гласа доверба на владата. И неколку дена подоцна сега се случува тој да ја испрати оваа понуда која повеќе е пропагандна, би рекол. Или може би е некаков обид да се создаде раздор во ВМРО-ДПМН. Тоа не може да го постигне, затоа што ние не сакаме да коалицираме со Зоран Заев, ние сакаме да го победиме и поразиме Зоран Заев, затоа што Зоран Заев заслужува да биде поразен. И тој, и неговите политики, и катастрофите, и корупцијата, и понижувањето на Македонија, и бришењето на под, со сето на што им е важно на луѓето кои што сакаат Македонија. Но економската ситуација во земјава е претерано лоша, сектори цели пропаѓаат, од друга страна здравствената ситуација за која најмногу ќе говориме во овој интервју исто така е во една ситуација која е многу лоша, вакцинација нема, економските резултати на едно макро ниво дури може да доведат и до сериозна финансиска криза. Зарем не мислите дека можеби една широка влада, независно дали пред или после избори, една експертска влада е единствениот спас од се ова? Видете, значи Или ќе останеме во рововите закопани и понатаму? Не само што ние сме во економска криза, мислам дека е тоа условно кажано understatement, ние немаме економија во моментов. Не само што немаме економија, немаме држава. Македонија е failed state која што не може да ги испорача основните човекови потреби. Македонија не може да ги ценира луѓето. Значи, во тој дел ние немаме економија, а се заложуваме за да вратиме долгови. Ако сакате индикатор за некоја држава дали е банкротирање или не, ќе видите она што го прави владата на Заев, она што го прави Македонија во моментов, тоа е нови и нови заложувања за да се враќаат долгови. Значи единствено плативе во Македонија сега што се исплаќаат и пензии, се останато се од заложување. Ние немаме економија. Еве погледнете дали неколку години назад се отворила нова фабрика во Македонија. Абер нема, нити некој очекува, нити некој се надева, нити тоа е на агенда. Во Србија секој месец се отвараат фабрики. Еве вчера имаше фабрика Континентал, германска инвестиција, 500-600 вработување, prosečna плата 1000 евра за технички табли, индикатори, високи технологии. Пред само 5, 6, 7 години Македонија беше репер во однос на Србија, во однос на странските инвестиции. Се сеќавам како на телевизиите во Србија, во оние дебатни емисии, сите велеа, еве видете од Македонија како се привлекуваат и како се носат странски инвестиции. Сега дојдовме во една ситуација во која Србија за нас во однос на странските инвестиции е Хонг-Конг. Значи, знаете како, не само што Македонија беше репер за странски инвестиции, од Србија доаѓаа тука да учат за странски инвестиции. Имаше заедничка седница на владите на Македонија и Србија, каде што беа сите министри од едната и од другата страна, во Скопје, и тие тука пола од нивните прашања беа за тоа како привлекувате странски инвестиции. Значи, Македонија беше земја во која што секој месец се отвараше нова фабрика или имаше камен темелници. Да, се согласувам, не е доволно 100 фабрики, 100, кои што ги отвори владата на ВМРО-ДПМН. Не е доволно, треба уште повеќе. Но оваа сега ништо нема. Една шајка не е закована. Вчера бев на пат за Струга и по пат го гледам оној пат Кичево Охрид. Жал да те фати. Ништо не се работи, со години тоа пропаѓа. Како да ви кажам, значи Македонија стана едно зачмаено место, неуспешно општество, пропадната економија во која што ништо не се случува, секој се обидува да замине. Тоа е пораст на политиките на Зоран Заев, но на кој што око не му трепнува додека се случува. Ќе се обидам да бидам адвокат на Зоран Заев, колку и да е тешка таа функција. Зоран Заев вели една работа која е навистина. Не е тешко, па адвокатот негов има плантажи за марихуана. Па добро, не, јас не сум толку. Јас не сум толку во тие сектори. Не ме бива за земјоделие, да ме биваше ќе си остане во кавадарци. Она што Заев го тврди, со кое јас начално се согласувам,
е дека Македонија никогаш не била поподелена од сега. Таа поделба во нашето општество, таа на електризираност почна нели негде 2015 година со објавувањето на оние прислушкувани разговори, па шарената револуција, па за заедничка Македонија, па 27 април, па промената на името, па референдумот и сето тоа така во една низа. И се повеќе се продлабочи она поделба пред се во македонскиот блок. Па дури според она што може да се види, да речеме на социјалните мрежи, имаме ситуација да едни со други луѓево се нарекуваат како да се различни етнички групи. Овие им викаат, вие сте, не знам, северно македонци, ние сме македонци, вие сте северџани, ние сме ова. Сепак треба еднаш да дојде крај на оваа поделба. Не е во право Зоран Заев кога вели дека сме поделени и дека таа поделеност треба да се надмине. Неколку работи. Прво, да, апсолутно таа поделеност треба да се надмине. Ние сме политички соперници, не сме си политички непријатели, не сме си душмани. Проблемот е што главниот генератор на тие поделби во Македонија е Зоран Заев. Че како е тоа помирување каде што тој ќе биде и неговото семејство во Мајбах и 2 Бентли автомобили, а десетици и десетици луѓе ќе бидат во затвори со казни 15 или 18 години. Кој е тука помирувањето? Кој со кого ќе се помирува? Вие во затвори, вие во Бентли? Говорите за ониот 27 април. Не само тие, значи проблемот е што Зоран Заев и политиката околу него и луѓето околу него се обземени од тоа што повеќе луѓе да стават во затвор по секоја цена. И омразата негова кон ВМРО ДПМН, за која што јас не можам да ја разберам, може би е поголема од неговата љубов кон Македонија. И тоа е поразително. Че не погледнете било која земја во која што се водат политиките како што ги води Зоран Заев. Тоа се неуспешни држави. Значи, ако имаме под наводници обсесија што повеќе луѓе од својот политички противник да ставиш во затвор, тогаш не е тоа добро за едно општество. Тоа го имате во Киргистан, тоа го имате во Арменија, каде што луѓе од политика одат во затвор или од затвор стануваат, не знам, председатели, тоа го имате во Украина, тоа го имате во длабоко нестабилни општества, да не ги набројувам сега. Они од Јужна Америка. Јужна Америка, некои земји во Азија, африканскиот континент. Има ли таква работа во Франција? Нема. Има ли таква работа во Германија? Нема. Има ли таква работа во Велика Британија? Нема. Дури во една Италија го нема тоа. Во една Италија. Која повеќе наликува на балканските прилики. Која што имала 60 и нешто влади, во која што, не знам, во моментов, денес имате сигурно 2000 луѓе кои што одат, кои што биле министри. Да, и... Значи, ме разбирате, значи, тие општества, овие лекции на взаемно само повредување, на политички канибализам, ова што Заев го прави е класичен политички канибализам, каде што неговите импулси стануваат деструктивни за општеството. Значи, другите општества кои што се сега стабилни, кон кои што ние се стремиме, едноставно не ги прават работи вака. Така што, еве, јас би го заокружил овој одговор, тоа е да сум јас на негово место. Јас час поскоро, веќе би требало, за жал, да се направи тоа, луѓето кои што се затворени за 27 април, треба да си одат дома. И човек тоа треба да го направи од позиција на власт, од позиција под наводници на сила. За подсетување, вие сте оној кој во тој немил настан, вие сте тој кој го браневте Заев и ја браневте владата од толпата. Денешната влада. Да, значи, видете, тоа беше нормална човечка реакција на луѓе кои што се нападнати да им се помогне. И кога сведочев како сведок на одбраната на тие луѓе кои што сега десетици и десетици од нив се затворени, јас реков пред судот и тоа ќе го повторам тука. А тоа е како што на 27 април ги замолив луѓето да не ги тепаат оние луѓе кои што беа таму, така еднакво молам пред судот и пред органите и пред инстанците да не ги уништуваат животите на тие луѓе. Значи да, апсолутно таму имаше кривични дела, но не можам да се согласам дека
е во ред и нормално да има казни од 15 или 18 години, каде што имаме десетици и десетици деца кои што веќе со години растат без нивните татковци, а истовремено некој кој што ги отворил вратите, сега добива тендери. И не Значи, само тоа. амнестија за едни, зандана за други. Така што, уште еднаш ќе речам да сум на местото на Зоран Заев и на владата. Јас би рекол било што било и да не забораваме една работа. Тоа беше ужасно тежок, лош ден за Македонија, но среќа во несреќа беше што немаше жртви, немаше загинати. Не сакајќи... Значи, треба да се внимава да казните не бидат драконски, а се драконски, треба да се биде внимателен, да не се отиде предалеку. За жал, Зоран Заев, неговата влада, неговите извршители во судството и обвинителството отидоа предалеку. И тоа не е добро за Македонија. Не сакајќи навлеговме во овие кривично правни теми, иако немавме намера за тоа, но еве, ајде да продолжиме. Ја гледаме и ситуацијата со Монструм. Тоа е случај кој веќе подолго време предизвикува сериозни меѓуетнички, меѓуверски тензии во Македонија. Последната е дека на крај Фатиме Фетаи, обвинителката од трите грации, излезе и кажа дека тие луѓе кои тогаш биле осудени, навистина се виновни, ги побара буквално истите казни за нив. Тоа предизвика протести, тоа предизвика повторно, нели, албанската популација, исламската популација во земја да излезе на улица и гледавме своевиден хаос на улиците на Скопје, подолго веќе 2 до 3 пати, со најава дека можеби тоа и ќе продолжи во иднина. Што би кажале во однос на оваа ситуација? Ова е сепак едно деликатно прашање, се работи за монструозен чин, но се работи за луѓе кои сега велат ова е се монтировка. Видете, треба да гледаме хронологијата на настаните. Хронологијата на настаните вели, кажува и покажува дека во периодот 2012, 13, 14 година со почнувањето на војните дејства во Сирија имаше одреден број на луѓе од Македонија кои што заминаа таму и кои што се приклучија на групи кои што се дел од она што се нарекува насилен екстремизам. Воредно, овие луѓе не беа дел од тие. Според досега според истрагата не, но зборувам дека генерално во одредена мерка, за среќа не премногу, но во Македонија има елементи на луѓе кои што се приврзани кон насилен екстремизам. И тоа го има констатирано и македонските институции, тоа го имаат меѓународните институции констатирано, значи тука мислам на американските, германските, француските, британските и сите останати. И доаѓаме до моментот каде што во Македонија на Смилковско езеро се случува тоа што се случи, еден монструозен чин, едно злосторство каде што се убиени 5 луѓе, еден човек во средни години и 4 деца, 4 младенци кои што беа на почетокот од нивниот живот. Хронологијата понатаму го вели следново. Имате тогашен лидер на опозиција, Зоран Заев, кој што излегува не еднаш, не 2 пати, 5 пати, 100 пати на интервјуа, на митинзи, на средби, и со семејствата на убиените, и со семејствата на оние кои што тогаш беа обвинети, а и сега се исто така обвинети, им вели, невини луѓе лежат во затвор. Јас знам кој го направи тоа. Власта е поврзана, има нарачки и така натаму и така натаму. Значи тоа не се слично беше и со Никола Младенов. Ќе се вратам на Никола Младенов. Значи за Никола Младенов е исто така фрапантно лажење. Каков ум е тоа? Зоран Заев на интервјуа вели убиството на Младенов, убиството на Младенов, убиството на Младенов. Ева го 5 години на власт, пред 2 години излегува сопругата на Младенов и во интервју со Јадранка Костова вели Никола Младенов загина поради преголема брзина. Да. Каков ум е тоа, ме разбирате? Значи, имаме премиер кој што не само политички, туку и за длабоко човечки работи
смрт на најблиски, на сопруг, на деца, лаже во очи. Настрана што лаже рутинирано, ние имаме премиер кој што рутинирано, патолошки лаже секој ден. И гледам луѓето се смеат, па не е тоа доблес, не е тоа може засмење. би пермисата на Николо Макијавели дека целта ги оправдува, односно ги одредува средствата во политиката, некој ја сватил на вистина здраво за готово, буквално во секој сегмент. Па не, ама видете, тоа може да функционира недела, 2, 3, 5, 6, месец, 2. Не може цело време. И затоа сега ова вие што го рековте во вашето прашање, му се случува на Зоран Заев поврзано со овие протести. Можеш некој да излаеш еднаш, може некој да излаеш 2 пати. Може 20, 30 луѓе да ги излаеш еднаш или 2 пати, но не може цело време сите да ги лажеш. Зоран Заев беше тој кој што на семејствата, но сега на порано обвинетите, сега осудените им викаше невини луѓе лежат во затвор, јас имам докази за тоа. Зоран Заев беше човекот кој што според изјавите на родителите, на татко на убиените, неколку од нив, во очи им велел: јас знам што ќе излезе на видеолина и така натаму и така натаму. Цело време манипулирал за да каже дека некој од ВМРО, ДПМН, од владата или било што има ваква или онаква намера. Не, тој има таква намера и гледате кој има корист од сето тоа. Зоран Заев, тој е министер, тој е сега премиер. Ме разбирате, значи, зборуваме за размерите на таа нечовештина, би ја нарекол, и тоа внимавајте во ситуација каде што со години велеа, па и да они преку Врховен суд ги ослободуваат и кои што беа обвинети за монструм, потоа повторно да ги апсат. Значи, само ја потврдија претходната истрага. Значи, претходната истрага утврди луѓе кои што беа обвинети, сега си осудени, па тие после тоа малце ги ослободија, па сега повторно ги апсат. И од таму е лутината. Значи, можеш некое време некого да лажеш, но не можеш сите цело време да ги лажеш. Тоа му се случува сега на Зоран Заев. Ужас. Во однос на оваа криза со COVID-19, вчера колегата Александар Спасовски на Фейсбук извади една брилијантна паралела. Имено Мјанмар, држава во која пред неколку месеци се случи државен удар практично, со кој по насилен пат армијата ја симна председателката на државата. До овој момент има вакцинирано преку 100.000 жители. Во исто време Македонија, која нема државен удар, нели е безбедносно стабилна земја, има узурпирана власт Македонија. Има 2000 вакцини. Како е можно Мјанмар, држава која е буквално во војна самата со себе, во граѓанска војна, да има повеќе вакцинирани луѓе од Македонија? Еве, таа статистика е само една, а ве следам дека вие сте најревносен во неизнесување на статистики, особено на социјалните мрежи. Па тоа е само доказ, уште еден во низата, кој што вели дека Македонија е failed state. Држава која што не може да ги обезбеди основните државни функции, основните сервиси, основните услуги на своите граѓани. Да, Мјанмар веќе има доста повеќе од 100.000 луѓе вакцинирано. Не е само Мјанмар, тоа е поранешна Бурма. Бангладеш има 3,5 милиони вакцинирани. Значи, тие во Бангладеш сега може да речат, кога не им се случуваат добри работи таму, ајбе ова као у Македонија се понашате. Како кај нас што беше порано Бангладеш негативен пример, сега Македонија би требало да стане негативен пример за Бангладеш. Апсолутно, видете, Бангладеш за нас е Шведска во моментов што се однесува до вакцините. Бангладеш за нас е Warp 3 брзина, Бангладеш за нас е друга димензија. Не е само Бангладеш, ќе ви кажам неколку примери. Во Јужна Америка, Боливија, огромен број на вакцини, Еквадор, Чиле веќе има повеќе од 20% од популацијата. Од цел регион поразвиен. Не, од целиот регион нема земја во Јужна Америка, во Латинска Америка која што има помалку вакцини од Македонија. Нема. Погледнете, имав јас пресконференција за време на викендот, пред 4 дена во Кенија стигна 1 милион вакцини. Во Судан
Во Судан стигна 800.000 Таму лавови уште се вакцини. шетаат по улица. Во Руанда Има стигна домородно население, човекојаци. Не е толку, видите, и тие земји се развиваат. Тоа се некои стереотипи од порано, но факт е дека тие земји се доста понеразвиени од Македонија, но со ковид кризата нивните влади покажале поголема успешност. Сенегал 350.000 вакцини, Гамбија, Руанда, како што реков, 440.000 вакцини, Афганистан, каде што ние праќаме војници. Ние им носиме демократија, за безбедност, елементарни човечки добро, услови. Пред еден месец доби 500.000 вакцини од AstraZeneca. Пакистан 750.000 вакцинирани здравствени работници. 750.000. Сега да се префрлиме, значи она што сакам да го кажам е дека сме најлоши на светот. Македонија е најлоша на светот по две категории: најмногу умрени и најмалку вакцинирани. Имаме денес кога дојдеме до бројката од 3200. Немојте така. Сега Венко Филипче толку многу се бори. Тој обезбеди фрижидери за овие вакцините на Pfizer. Обезбеди човекот, еве сега ќе стигнат на крајот од март, готово е. Знаете како резултатите зборуваат. Резултатите зборуваат и ја ќе кажам само неколку неколку бројки. Дајте малку шанса. Знаете како Златан, значи 3200 луѓе се починати во Македонија. Во Македонија се случува невидена Споредбено лесноќа. со процент на жители, тоа е. Значи, во Македонија се случува невидена лесноќа на умирањето. Во Македонија имаме дневно 10 по 15 мртви, тоа веќе речи си да не е вест за владата, за Заев и неговите министри. Да, веќе никој не брои мртви. 3200 имаме. Неколку паралели. Скопскиот земјотрес, кој што е најголема поствоена катастрофа во Македонија, имаше околу 1000 мртви. Имаме сега 3. Одиме и кон 4ти скопски земјотрес. Ако ја погледнете бројките по градови, бројките се фрапантни. Само во Прилеп имаме 240 мртви. Скопје има доста повеќе од 1000 мртви. Тето има 170 мртви. Една Гевгелија со 15.000 жители има 30 на мртви. Гевгелија. Значи, ако имавме ние вакцинација... Не, буквално само во оваа година дена место од големина на Росоман го изгубивме. Ако се пореди... Во Македонија, за време на овој заевизам кој што ни се случува, се умира како никогаш порано со бројки. Никогаш Македонија немала волку голем морталитет. И пред корона кризата, особено за време на корона кризата. Па Косово има дупло повеќе мртви од нас. А имаме исто жители. Косово има 1500 починати, Македонија има 3200. Пред некој ден доктор Пановски, кој што е прилично стручен и компетентен во сето ова, вели Македонија има 5 пати поголема смртност од средната смртност во светот. Не како најдобрите, туку и на светско ниво 5 пати поголема смртност. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека Македонија да има просечна смртност како светот, имавме 600 починати. Че јас не велам дека ако имаше влада на ВМРО ДПМН, немаше има мртви. Сигурно ќе имаше мртви. Секаде има. Немавме да имаме 3200 погреби, ќе имавме 1000 погреби. 2000 семејства ќе имаа луѓе кои што ќе им преживееја. Имаше влада на ВМРО ДПМН. Не велам дека ќе добиевме вакцина пред Америка, Велика Британија или Израел. Немаше да бидеме најлоши. Ќе имавме сега барем 50.000 вакцини. Ама вие само критикувате. Од една страна имаме ситуација, вакцинацијата оди добро. Од друга страна добивме датум за преговори со Европската унија. Имаме Pfizer фриждери. Постојано некако сакате да ги се шегувам нормално. Да, ова е дел од некоја паралелна реалност во која ние секој дневно слушаме, ние еве се бориме, ние сме подготвени, ние сме едни од најдобрите во борбата против COVID-19, а бројките кои еве вие не ги презентирате го говорат спротивното. Но зошто тогаш? Ево ова ми е едно конкретно прашање и кон вас како човек кој освен што е нели политичар е и политиколог и човек кој е образован политички човек кој нели овој и стручно го учел и го работел во текот на животот. Зошто ова не создава социјални немири во Македонија? Во секоја нормална држава, во ваква ситуација, сега ќе имавме граѓани на улица, ќе имавме граѓанска непослушност, ќе имавме власт
која ќе имаше многу проблеми. Наместо тоа, ние имаме едно секојдневие исполнето со тоа да веќе луѓето и не ги интересира докаде се вакцините. Знаете како е прилично поразително за нас како општество. Проблемот е најмногу во тоа што со овој садизам кој што го гледаме од Заев и неговиот режим, се наметна страф во Македонија. Значи, ако може на луѓе да им се дадат казни од 250 години, за кои што зборувавме пред малку 27 април, да, кој што уште еднаш речем беше тежок момент, тежок ден за Македонија, имаше насилство, но за среќа, значи среќа во несреќа, ние немавме ситуација да има, не дај Боже, 10, 15, 20 или 50 мртви. А такви казни се дадени. Дадени се казни како за терористички напад. Не, ама тоа е и квалификацијата на делото. Ме разбирате, значи, тоа е буквално свирепост од страна на власта и луѓето гледаат кога тие луѓе може да ги осудат, си велат па да се тргнеме и ние. Проблемот е што во општеството се јави таква апатија, такво кревање на раце сами од себе, како што не сме виделе до сега. Значи, замислете, Златев, или било кој од слушателите нека се обиде да замисли што ќе се случеше во Македонија да имавме, не дај Боже, во време на влада на ВМРО да помене 3200 мртви. Па ние имавме 10 шарени револуции. Сандуци пред влада ќе носеа флешмобови, ќе правеа. Што немаше да биде? Што немаше да биде? А сега ние во Македонија имаме 10-15 погреби, не вни никому ништо. Па нас пред 2 години како држава ни се случи несреќата на Дурмотурс, автобусот на кој што на патот. Да. Тетово Скопје, нели загина луѓе, несреќна ситуација, голема несреќа и со правот тоа беше главна тема во Македонија недела дена. Зашто? Затоа што 15 семејства ги закопаа своите најмни. Ужасен настан. Сега секој ден 15 починати и така со месеци и никому ништо. Неподнослива леснотија на умирањето. Најлоши сме на свет. Имаме 3200 починати. Ако ги погледнете главните светски статистики, дали Блумберг, дали Оксфорд, дали Џон Хопкинс, главните агрегатори на податоци и статистика, ќе видите дека Македонија редовно е во топ 5, евентуално во топ 10 земји со најмногу починати по глава на жител од коронавирусот. Да, но тоа е базирано на 2,1 милиони жители. Македонија нема 2,1 милион жители. Македонија има 1,7 милиони жители. А како што вели директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски на интервју за Економист минатата година со Тим Џуда, новинарот вели: мислам дека Македонија нема повеќе од 1,5 милиони жители. Ако ја направите статистиката за мртви од коронавирусот на 1,7 милиони жители или 1,5 милиони жители колку што реално има Македонија, тогаш Македонија по глава на жител е најлоша на светот. Тогаш не треба да правиме попис. Ако направиме попис, ќе излезе дека сме најлоши на свет. Па најлоши сме на светот. Најлоши на светот по умрени и починати и најлоши на светот со вакцинација. Ќе ви кажам неколку податоци, пред малку ви реков. Бангладеш има 3,5 милиони вакцинирани луѓе. Афганистан доби 500.000 вакцини. Пред 4 дена, пред 1 месец доби Афганистан. Кенија доби 1 милион вакцини. Да го погледнеме регионот, Златев, Србија веќе има 1,7 милиони вакцинирани луѓе. Грција има 1 милион. Хрватска има 250-260.000 вакцини со 19 пунктови низ Загреб за вакцинирање. Албанија веќе има 20.000 вакцинирани. Македонија има 2.000. Македонија има 10 пати помалку вакцинирани од што Врање. Врање во Србија има 30.000 вакцинирани. Врање во моментов е поим во однос на Скопје. Не знам дали знаете, Ѓорчев, ова е една информација која јас ја дознав минатата недела. Секој викенд 50 автобуси, повторувам, 50 автобуси од Скопје се упатуваат кон Врање за граѓаните да пазарат во Лидл и да шетаат во гостилниците, во кафеаните во Врање. Сега,
што сакам да кажам со сето ова? Сегде на планетава, големите градови, големите центри се еден магнет Да. каде што луѓе дури од соседните држави доаѓаат таму. Па ги имаме примерите, не знам, дури Солун не е главен град, но е еден центар како Њу Јорк во Америка, па од Скопје, од Македонија се оди во Солун да се пазарува. Од околината од германскиве делови кои се блиску нели до Италија се оди во Рим. Од Словенија се оди во Милано, но секогаш се оди кон оној поголем град, кон оној поразвиен град. Ова е единствен пример на планетата на туризам од град, од метропола, каква што е Скопје, во Врање, кое во Србија е третирано реално и како некое таму далечно село. Не е ова поразително за нас? Туризам да имаме во Врање. Тоа многу кажува за Македонија. Нека има туризам, во ред луѓето да патуваат, но повторно доаѓаме до тоа дека ние станавме најлоши на Балканот. Ние станавме најлоши на Балканот. Погледнете кога се возите од Приштина за Скопје. Имате прекрасен автопат кој што оди преку Рошевац се до своевремено тоа се викаше Генерал Јанковиќ, односно Хани Елезит до Качаник. Влегувате во Македонија, влегувате како во темен вилает. Од еден прекрасен автопат, влегувате на пат кој што е ужасно стар со многу дупки и така натаму, влегувате во темен вилает. А тој пат да беше владата на ВМРО ДПМН до сега 10 пати ќе беше готов. Па владата која што почна нели под наводници преговори со Европската унија имаше и камен темелник. Па 1 метар асфалт немаат таму. Уште неколку бројки за ковидот. Значи, Врање има 10 пати повеќе вакцинирани од цела Македонија. 30.000 вакцини има Врање. Крајгоевец има 60.000 вакцини. Јагодин има 20.000. Пирот има 15.000 вакцини. Албанија, како што реков, веќе има повеќе од 20.000 вакцини. Ама немаат фриждери на Pfizer, они како ние што имаме. Молдавија, земја која што уште нема од комунизмот излезено. Има прилично големи проблеми. Молдавија доби 21.600 вакцини пред 10 дена од Европската унија. Бугарија веќе има 250-300.000 вакцинирани. Грција има, како што реков, 1 милион. Романија веќе галопира кон 2 милиона вакцинирани. Словенија, која што има исто жители како Македонија, веќе има 150.000 вакцинирани. Значи, најлоши сме на светот, Златев. Најлоши сме на светот со умрени, починати, 3200 погреби имаме во Македонија. Најмал се вакцини имаме. Ако ова не е причина да бидеме вознемирани, ако ова не е причина да бидеме незадоволни, тогаш не знам што е. Прилеп има 240-250 мртви, Тетово има 170 мртви, Скопје повеќе од 1000. Ама барем не плаќаме радиодифузна такса, Георче. Значи, не укина. Знаете како? Тоа се луѓе од крв и месо. Да, апсолутно. Значи, ние имаме најголемата криза од Втора светска година наваму. Секој ден се задолжува државата, општа катастрофа. А кога ќе го прашаат премиерот кога ќе дојдат вакцините, тој се смее во камера. Се ова е во ред што го кажувате. И се ова е така. И во однос на вакцините, и во однос на на економијата. Но зошто ВМРО ДПМН не успева да се наметне како алтернатива и не успее да ја симне оваа власт? Јас се обидувам и го давам максимум колку што можам. Ќе продолжиме да го правиме тоа. Во Македонија има репресија. Во Македонија според Економист има хибриден режим. Македонија е делумно слободна земја. Добро, значи, Македонија не е слободна хибриден режим. Македонија не е слободна земја. Македонија е земја во која што, како што реков, има жестока репресија, но убеден сум дека Македонија ќе најде себе да давам се од себе. Да. Дали може тоа да го кажете и за останатите во раководството на вашата партија? Па мислам дека го даваат, мислам дека се ангажираат. Факт е дека имаме неповолна ситуација во државата, но истовремено јас би апелирал, би замолил, би порачал до гласачите на СДСМ
да размислат дали ова максимумот кој што Македонија може да го има. Не заслужува Македонија да го има. Значи, не заслужува Зоран Заев да добие 320.000 гласови. Како би ги прокоментирале оние политички партии кои делуваат опозицијски, кои се опозицијски, нели, во однос на власта, но се некакви се дел од една радикална левица, зборувам за политичката партија Левица. Гледаме одреден раст, видовме два пратеници, последните рейтинзи покажуваат дека тие можеби уште понагоре отишли и се дуплирале, па сега имаат 4. И се заканували на Македонија. Дали е можно радикалните елементи, односно радикалната левица и радикалната десница да се наметнат во мејнстрим просторот до ниво да ги загрозат позициите на она што се нарекува нормална мејнстрим политика која ја имаме преку ВМРО-ДПМН и СДСМ. Неколку работи. Прво, првенците на левица се меѓу тие луѓе кои што не го донесоа Зоран Заев на власт. Првенците на левица беа учесници активни во шарена револуција. Првенците на левица беа луѓето кои што го отвораа и пробиваа патот за инаугурација и инсталација на заевизмот во Македонија. И се плашам дека истата партија, истите структури можат повторно да бидат начин за политичко преживување на Зоран Заев. Зошто? Затоа што на тој начин се ситни опозицијата кон Зоран Заев, се раситнуваат гласовите и Зоран Заев со неговите византијски политики од кванташки пазар, со купување души, пратеници, комбинации и така натаму, повторно може да дојде до некои бројки каде што би се оставил некаква закрепена влада. Не мислете дека ова е социјално движење, односно незадоволството на народот од мејнстрим политиките, дека и самиот народ се радикализира и токму затоа гледа во тие опции одредена шанса за државата. Затоа што јас гледам напред, јас гледам со што ова може да резултира. Значи, видите, имате луѓе кои што беа понесени од таа шарена револуција, кога добивме Зоран Заев и 3200 мртви. Да, и сега ги гледаме најголем дел од нив како се жалаат. Добивме промена на името на Македонија. Добивме влада и власт благодарение на таа шарена револуција поддржана од првенците на левица. Добивме министер за правда во македонска влада, кој што со циркулар праќа писмо и вели не смее да се користи зборот Македонија. Прохибиција на зборот на Македонија. Ме разбирате, сега ти велат, ама не мислевме така. Утре кога пак има некои избори, кога повторно ќе му нанесат штета на ВМРО-ДПМН и кога тоа ќе не чини 1, 20, 3 или 4 пратеници, повторно ќе му помогнат на Зоран Заев за понтонски мост и за политички излез. Значи, ние единствената варијанта, единствената опција, единствената структура која што може да го замени Зоран Заев е ВМРО-ДПМН. И затоа Зоран Заев го напаѓа ВМРО-ДПМН, не ги напаѓа тие. Погледнете ги соопштенијата на СДСМ, погледнете ги нивните политички акции, погледнете ги нивните дебати, реплики и така натаму. Само исклучиво го напаѓа ВМРО-ДПМН. Напротив, и Заев и СДСМ сакаат да растат тие структури, сакаат да зајакнуваат тие партии, затоа што тие го славуваат ВМРО-ДПМН. Значи, единствено и само поддршка за ВМРО-ДПМН, со сите наши грешки, пропусти, неисполнети очекувања, само тоа може да доведе до крај на земјата. Еве, скоро 45 минути ние критикуваме. И тоа е во ред, и тоа треба да биде така. И за опозицијата, и за медиумите, секогаш треба власта да биде онаа која е фокус. Но ајде сега да ја смениме малку картата. Постои ли еден министер, директор, функционер во оваа влада, кој вие би можеле да го пофалите дека е добар во извршувањето на својата работа? Па да, сигурно може, секогаш има. Знаете, не треба да се оди во нихилизам и да се каже дека
сите не чинат, никој не чине дека се е катастрофа и така натаму и така натаму. Но би можел да избавам и покрај Заев неколку кои што мислам дека се вонредно штетни. Тука првенствено мислам на Мила Царовска, која што ги девастираше сите ресори во кои што се појави. Значи, таа е министер по општа пракса на Зоран Заев, која што прво беше министер за труд и социјална политика, каде што имавме дебати во собранието со неа, каде што една од главните прашања за кои што зборувавме беше наталитетот и најмалку родени во историјата на Македонија. Таа цинично се смееше, таа велеше дека има мерки, дека ќе биде подобро, дека ќе ги надмине бројките кои што ги имавме 2012, 13, 14 година, кои што значи 23.000 родени бебиња, па првата година на Царовска паднавме на 20.000, па 20.000, сега паднавме на 18.800. Никогаш помалце родени бебиња, никогаш помалце живот во Македонија. Колку има смртност во Македонија? Па најголема во историјата, сега дојдовме на 23.000 мртви. Значи не годишно не умираат минус 5.000. Значи, но внимавајте, во време на владата на ВМРО ДПМН никогаш не бевме минус. Ние бевме некаде на 23.000 родени, 19.000 умрени, плюс 4.000. Сега сме на минус 5.000, сега сме 18, се обратно, сега 18.800 родени, 23.000 умрени. Никогаш повеќе умрени, никогаш поголем морталитет и никогаш помалце родени. Тоа значи само да им објаснам на слушателите што значи. Не тоа само обични бројки. Тоа значи помалце школи, помалце паралелки, помалце работна сила во иднина. Тоа значи помалце пензии, затоа што ќе го засегне тој пензискиот систем. И така натаму, тоа значи поголеми даноци. Само да ве надополнам овде. Вие сте, нели, конзервативен политичар од десницата и наталитетот природно треба, вие, нели, тема на залагање, тоа зголемување на наталитетот, раѓање на повеќе деца и така натаму. Ја сега ќе кажеме на паралела која нема врска со политика. Чисто научна паралела. А тоа е дека најефикасен начин да се зголеми бруто домашниот производ, односно да порасне економијата, е да има повеќе луѓе во државата, односно да се раѓаат деца или да се доселуваат луѓе, затоа што така ќе се зголеми потрошувачката, кога се зголемува потрошувачката, природно се зголемува производството, кога се зголемува производството, расте бруто домашниот производ. Па, како кажам, не го измисливме тркалото со тоа што го кажавте. Да, апсолутно. Значи, тоа се некои аксиоми, само не постои стабилна економија која има стапката на наталитет, морталитет во која е минус. Тоа сакам да го кажам. Значи, видете, не е само тоа и не се тоа само десните партии. Еве, во Франција имате лева власт во моментов. Макрон е од либералното политичко милје. Но ако погледнете Франција 200 години наназад води демографски политики. Без разлика дали има лева, десна влада, дали се тоа социјалистите, дали се тоа нивните деголисти или после тоа републиканци, 200 години води демографска политика. Германија води демографска политика без разлика дали има ЦДУ влада или СПД, односно социјалдемократите. Во Македонија тоа не е случај. Значи, ова што ви го кажав пред малце, додека Мила Царовска се смееше и се подбиваше со сите мои и наши укажувања, посветете се на наталитетот, тоа е иднината на Македонија. Нема држава без народ, преземете ги овие мерки, не ги укинувајте претходните мерки. Ние паднавме од 23.000 родени на 18.000 родени. Таа утре ќе ослаби Македонија. Тоа ќе има помалце луѓе, помалце потрошувачи, помалце народ, помалце луѓе на кои што ќе им треба услуга во супермаркет, во такси, помалце автомобили, се помалце. Помалце слушатели на радио. Тоа не е само економска категорија, тоа е живот. Нема економија без луѓе, а ние снемуваме луѓе со оваа власт како никогаш порано ни се иселуваат луѓе од Македонија. Секогаш имало иселување од Македонија, секогаш имало и печалбарство и гурбет. 100 години наназад. Но никогаш немало екзодус како сега. Значи, она ефтина паралела на Заев за живот во Македонија. За живот во Битола, живот во Скопје, живот во Куманово, живот во Тетово, живот во Струмица, се сведе на парола за живот во Германија, живот во Канада, живот во Франција. Секој слоган има соодветен продолжеток. Например, ВМРО имаше
слоган, нели, преродба, па после преродба во 100 чекори, па преродбата продолжува. Надградена и проширена и проширена и така натаму. Сега на Заев би требало, ако беше за живот во Македонија, живот, па после живот во Скопје, живот овде, живот онде, сега би требало да дојде животот продолжува. Нема, сега е за живот во Бутал. А може би животот најдобро ќе продолжи. Разбирате, значи, па не, па со 10-15 мртви секој ден, а тоа веќе не е вест. Да. Што се случува во Македонија? За прв пат ние во Македонија имаме повеќе умрени од родени. Значи, Златев, нема индикатор во Македонија кој што рапидно не се влошува. Па еве да се вратиме на економијата, да се вратиме на Мила Царовска. Значи, ние оваа корона криза ја очекавме со две министерки, Мила Царовска и Нина Ангеловска, кои што заедно двете имаат 6 месеци искуство во макроекономија. Значи, најголемата светска здравствена и економска криза ние ја дочекавме со играчи во мува категорија. Што знае Мила Царовска за економија? Вице-премиер беше за економија. Она претходно нели работеше во оние невладини организации кои нудеа помош на сексуални работнички и на луѓе од ЛГБТ популацијата. Сега како заврши таква жена во економија не ми е јасно мене. Тоа е легитимно, значи по она каде работела, што е бил фокус, кои теми ги покривала. Ама ниту има образование во економијата, ниту има искуство во тоа. Ништо нема. Сега како ќе споредиме со Зоран Ставревски, у Светска банка работел човек? Па не се споредува, затоа Македонија пред 5-6 години секој месец имаше нова отворена фабрика, а сега Македонија е земја од која што се извезува дрога и сега сме Колумбија на Балканот. Погледнете го само патернот кој што се случува. Пред 3 дена во Гевгелија беа запленети 700 кг дрога. Извоз од Македонија за Грција. Кога Македонија извезувала дрога? Никогаш. Во Македонија се увезувала дрога од Авганистан, од Пакистан, преку рути од Турција, преку рути од Косово и така натаму и така натаму. Македонија сега 700 кг дрога. Еве сега отворено ќе ве прашам. Извезува за Грција. Дали тоа што не му успеа на Пабло Ескобар да направи тоа наркокартелот да поседува држава, му успеа на Зоран Заев? Па очигледно во моментов му успева, но мислам и сигурен сум дека прашање на време е кога безбедносните структури на сериозни европски држави, не само европски, ќе речат што се случува во Македонија, затоа што ова е очигледно организиран криминал. Златев, замислете кога би излегла вест дека премиерот на Боливија, Еквадор, Колумбија или Узбекистан има плантажи со марихуана. Па сите би се смееле, би рекле, што е тоа? Дали тоа личи на сериозна или на банана држава? Не дај Боже. Ние сега живееме во такво општество каде што семејството на премиерот има плантажи со марихуана. Неподнослива леснотија на скандалите. И сега тоа може некој да се смее, може да каже вака е, така е, вака. Не, но тоа знаете како завршува? Тоа завршува со метадонски терапии. Тоа завршува со уништени животи на млади. Ама не е само марихуана, значи да, марихуаната е дрога. Зошто не има земји што ја легализираат, но огромно мнозинство на земји не ја легализираат. Огромно мнозинство на земји не ја легализира. И не е само марихуаната, значи целата таа трговија не е само марихуана, тука е кокаин, тука е хероин, тука се синтетички дроги и така натаму и така натаму. Значи Македонија пред 3 дена, условно кажано, извезува организираниот криминал од Македонија. Извезува 700 кг дрога за Грција. Пред 2 месеци 100 кг фата и на бугарска граница. Кај Струмица, Ново село, 100 кг се извезуваат од Македонија. Во Рачиново пред 2 месеци имаше една драмолетка каде што беше украдена дрога од Јосифово, општина Валандово, 2 тона завршија во Рачиново. Сега прашањето ми е, колку транспорти не се фатени? Колку не сме виделе? За колку било затворено очи? За колку било зажмурено? Значи, тоа се огромни средства, тоа се огромни и тешки милиони, кои што Македонија прават небезбедна. Погледнете, Златев, што се случува со безбедноста, но со небезбедноста во Скопје. Ние пред 2 дена
Имавме екзекуција со автомати на две момчиња на паркинг. Тоа веќе не е вест, заборави како да било пред 2 години или 20. Кога тоа во Скопје имало такви екзекуции на паркинг да се убиваат луѓе, двајца? Како да сме Колумбија. Како да сме Колумбија. Но дури ни во Колумбија... Денес Колумбија е сериозна организирана но држава. ниту во Колумбија премиерот и неговото семејство нема плантажи за марихуана официјално. Овде го има. Разбирате ли кој е амбисот во кој што се наоѓаме? Значи, онака како што сега влегуваме во карантин, каде што нема може никаде да патуваме и де факто сме во карантин со месеци и година дена заради тоа што немаме вакцини, така ќе биде случајот и со дрогата. Сериозните држави ќе сакаат да се оградат од нас, затоа што Македонија станува фактор за дестабилизација на Балканот. Македонија извезува дрога, видовме во Грција пред 2 дена, во Бугарија пред 2 месеци, во Рачиново пред 1 месец и така натаму и така натаму. Тоа се сериозни и загрижувачки процеси. Европа нема да молчи за ова, се повеќе и повеќе го укажуваат. Па може би поради тоа никој од европските лидери практично не се среќава со Зоран Заев. Значи ние имаме ситуација во која Зоран Заев последен пат се видел со голем европски лидер, со Борис Џонсон, во декември 2019 година. Година и пол, значи видите, и тоа е на маргини, тоа е за време на НАТО самит каде што сите премиери одат. Не е тоа билатерална средба. Значи 2 години нема сериозен политичар дојде на Македонија. Зошто да дојде? А кој ќе оди кај некој со нарко бизнес? Кој ќе оди во најкорумпираната држава во Европа? Македонија е најкорумпирана држава според истражувањето на Transparency International, 111-то место. Значи онај режим на ВМРО ДПМН е под наводници, нели, онаа страховлада и така натаму, онаа под наводници корумпирана и така натаму влада, беше на 62-ро место според индексот за корупција. 62-ро, сега сме 111. Што кажува тоа? Тоа кажува дека Македонија никогаш не била покорумпирана, никогаш не било полоша, 111-то место се добива со вклученост во криминал, корупција и рамилак на највисоките ешелони на власт. Добро, да. Ситуацијата е таква каква што е, но не гледаме некое посериозно светло на крајот од тунелот. Она што е ново ово утро во регионот е дека премиерката на Србија Ана Брнабич откри детали од прислушуваните разговори на претседателот Вучич, во кои се говори дека имало обид за државен удар. Србите се познати по таа нивна секогаш сакаат преку таблоиди да се етаблираат политички, но завзема една сериозна позиција на Балканот, па дури Вучич дојде до ситуација нас да ни носи една кутија вакцини, па потоа стигна уште еднаш. Србија на страна, значи ние во моментов имаме една влада која вели дека е најпрозападна од сите што газеле по земјата во Македонија, дека ниту бил толку прозападен Борис Трајковски, ниту бил ВМРО ДПМН, ниту Владо Бучковски и неговата влада, туку Заев е најпрозападен од сите, а вакцини имаме земено само од Србија и од Русија. Фијаското со вакцините кое што се случува е фијаско за кое што некој треба да одговара. Значи ние имаме најмалку вакцинирани во светот, имаме најмалку геополитички и најмногу умрени на светот. Значи, мислите дека е добро што купија вакцини од Русија? Видете, мислам дека ќе беше најдобра варијанта да ги набаве оние вакцини кои што ги нарачаа, но очигледно не ги набавија. Па е деде во момент повлекуваат капар, даваат капар, нарачано е, не е нарачано и така натаму. Не се случува фијаско. Не се случува апсолутно фијаско кое што е лошо за државата и фијаско кое што го плаќаме секој ден со изгубени животи. Истовремено, она што може да се констатира тоа е дека сите балкански држави водат сериозни политики. Само Македонија има премиер од мува категорија кој што служи за мајта. Погледнете ги сите премиери во соседството. Погледнете го еден Кириакос Мицотакис во Грција. Секој 2 месеци дава интервјуа на CNN, оди на Европски совет, се појавува
огромно искуство меѓународно во Америка, на универзитети и така натаму и така натаму. Бојко Бодришов и Бугарија имаат подпредседател на Европска комисија. Направија, имаат прв човек на ММФ. Да. Сериозна политика. Направија стотици километри автопат. Албанија, Еди Рама, веќе 2-3 мандати, сериозна политика води, еве сега со вакцините им стигна 10-15 илјади Pfizer вакцини пред некој ден, сега повторно ќе им стигнат. Косово, готов автопат спрема Тирана, готов автопат спрема Скопје, 1500 починати од корона. Црна Гора го сруши комунизма. Значи, Србија отворења фабрики, сериозен економски раст. Хрватска, ако погледнете владата на Пленковиќ, пред 5 месеци објави дека Хрватска следните 7 години ќе добие 22 милиарди евра од Европската унија и европските фондови. 22 милиарди евра. Романија се развија, Романија извезува автомобили во цел свет и така натаму и така натаму. За Словенија да не говориме. За Словенија да не зборуваме. Консолидацијата и економскиот раст на Турција, градење на мостови, аеродроми, нели Истанбулскиот аеродром и така натаму и така натаму. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека светот оди напред. Балканот оди напред. Македонија е црна дупка. Не така одамна. Македонија на листата за Doing Business за време владата на ВМРО ДПМН, листата на Светска банка, беше во првите 10 земји во светот. Први 5 во Европа. А сега сме во се најлоши. Сега Бангладеш има 3,5 милиони вакцини, ние имаме една кутија со молење и просење. Уште една изјава пристигна ова утро. Значаен политички фактор, господинот Павле Трајанов. Колку и да мислите дека господинот Павле Трајанов не е значаен политички фактор, да ве подсетам дека неговата партија е добри 30 години дел од власта во Република Македонија, секогаш е на власт независно кој е со неа, така што мислам дека доколку во години му се пресметува на Павле Трајанов, тој е на власт нешто слично колку што е Лукашенко, колку што е и Мило Џукановиќ, колку што беше и така натаму. Павле Трајанов смета дека понудата на Заев за формирање на било каква влада е несериозна и дека доаѓа затоа што и Заев е пред Конгрес и поради тие превирања во ВМРО ДПМН во кои самиот Заев се меша. Поради сето ова, наместо јалови расправи, сметаме дека владата мора посветено да работи на ефикасна борба против пандемијата, посебно набавка на вакцини, деблокада на евроинтеграциите, реформи на судскиот систем и декриминализација, стабилност на државата и економскиот развој, при што опозицијските партии мора подготвено да действуваат и да ги поддржат законските проекти сврзани со справување со последиците од здравствената криза и градење на единство околу националните и државните прашања. Се наведува во соопштението кое ова утро го испрати Павле Трајанов. Видете, се работи за партија која што има еден пратеник. Има еден пратеник во власт и мнозинство кој што има 62 пратеници. Не е малку. Јас мислам дека како оди времето, се повеќе и повеќе и пратеници и партии ќе го видат расположението на народот и на граѓаните. Значи, мислам дека апсолутно преовладува незадоволството, разочараноста и повторно доаѓаме до оно што го кажав претходно, а тоа е дека не можеш цело време сите да ги лажеш. Што се од вашата партија најавувавте ново парламентарно мнозинство. Тоа го видовме од Христијан Мицкоски, го видовме и од подпредседател господинот Александар Николовски. Заев направи еден така потек во кој си изгласат доверба на владата. Продолжуваат шансите за ново парламентарно мнозинство? Видите, се работи за политички шах и политички маратон, не се работи за утакмица која што ќе трае преку ноќ. Но моје лично мислење е дека без разлика дали ќе продолжи ова никакво со скршена нога парламентарно мнозинство од 62 или пак ќе има ново парламентарно мнозинство или било што, мислам дека на Македонија е потребна стабилна влада, а стабилна влада
со оваа политичка конфигурација, со овие бројки не може да се постигне. Мислам дека треба да се направат нови избори, народот да гласа, власта на Заев да биде поразена, да не добија доверба, да изгубат се едно 10, 15, 20 претеници разлика, да составиме нормална влада со која што нормално ќе може да се живее и работи во Македонија. Ѓорчев, ви благодарам за ова ваше гостување ово утро. Се надевам дека успеавме да ги покриеме сите теми. Добре дојдени сте во било кое време во нашата радиостаница, затоа што ние сакаме да промовираме и да разговараме со политичари кои промовираат вредности. Во Македонија се помалку се такви. Во Македонија се повеќе политиката се гледа како на продолжена рака на бизнисот, односно ако не ме бива во бизнис, ќе пробам во политика и така ќе направам бизнис. Вие не успеавте да направите бизнис во политиката, тоа морам да ви го кажам. Немате некакви економски постигнувања, ако 10 години бевте навистина добро етаблиран во ВМРО-ДПМН. Видете, прашањето е човекот кој поводи се активира, од кој поводи се вклучува. Мене ме води љубовта кон Македонија. Тоа е повик кој што го имаш или кој што го немаш. Не треба и не смее да ти биде сеедно за твојата држава, за твојот народ и за едното наше македонско пошироко семејство. Јас сакам Македонија да биде успешна работа, успешна држава. Сакам мојата работа да придонесе кон тоа Македонија да биде успешна држава. Се надевам дека луѓето кои што ќе се ангажираат во јавниот простор и во јавната сфера ќе се водат од тие идеали. Значи, се обидувам да го најдам балансот помеѓу критика на власта, предупредување за состојбите во кои што се наоѓаме, но исто така и да дадам надеж на луѓето дека никогаш не треба да кренеме раце од самите себе. Значи, нема откажување, нема продавање. Борбата за Македонија никогаш не запира. ВМРО е кауза и идеја која што веќе постои долги 127 години, тоа се 127 лета и 127 зими, во кои што имало многу успони и падови. Така што ќе се бориме. Мислам дека нашиот народ и македонскиот народ и сите граѓани на Македонија ќе најдеме сила да се ослободиме од оваа власт која што како никогаш досега не понижи како Македонија, како македонци, како граѓани и која што како никој досега не оплячка. Македонија никогаш не била попонижена и Македонија никогаш не била пооплячкана од ова што го имаме сега. Така што треба да најдеме внатрешна сила, треба да најдеме пркос, треба да имаме одлучност, затоа што не смееме да кренеме раце од самите себе. Ви благодарам многу. Фала многу. Почитувани слушатели, денес е 8 март 2021 година. Тоа значи дека на сите дами треба да им посакаме честит 8 март, а ова утро токму техничката реализација на оваа емисија правеше една дама, тоа е Мартина Константинова. За видеоделот во техничката реализација се погрижи Јане Јанков. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Лидер FM. Ова мора да го кажеме затоа што е регулатива од Советот за радиодифузија. Гледам ми Владко сака да честит 8 март. Сакам да честитам 8 Заборавивме. Тоа е поради сериозните теми. Тоа е ден и на жената и ден и на мајката. Не треба да се заборави дека 8 март е и ден на жената, но исто така и ден и на мајката. Така што ова нека биде повод секој од нас да се јави и на својата сопруга, и на својата мајка, и на својата сестра и нека им го честита 8 март. А може да им однесете и цвет. Инаку последно пред самиот крај и официјално со судска тапија. Именувањето со комшија за Ивица Коневски не е навреда. Ова утринава го донесе како одлука судскиот граѓанскиот суд во Скопје, така што јас ќе бидам ослободен од еден кривичен прогон
Ова е за оние луѓе за кои спомнав дека ете малку се збогатиле во време на ВМРО ДПМН, а сега ги нема. Останете со Лидер радио, следува Недоброто време со Јелена, прекрасната музика која го движи денот, пошто следуваат и вести на секој час и нормално читајте lider.com.mk.